Ajde stom čulo brekujući Petre, da si dobar majstor, da si dobar majstor. Ja sjeti dadam brekujući Petre, jedna zlatna para, jedna zlatna para. Da mi naparajiš brekujući Petre, eden zlaten razvoj, eden zlaten razvoj. Što će prestani brekujući Petre, eden zlaten prsten, eden zlaten prsten. I ova se udari što go merad vremeto, od temeto do rakata, od okoto do deloto. I ova je čeloto so spomeni posrebreni, i ova je zanajetot što go krasi teloto. Kujundžiskiot zanajet, zlatarstvoto, je jedan od mnogo stariti umetnički zanajeti na Balkanot. Starosedelcite na Balkanskiot polostrov, ušte pred naša tejra, ja poznavale obrabotkate na skapocenite metali. Prerabotkata na raznite metali im bila poznata i na južnite Sloveni, ušte vonivnata bratatkovina. A so dođanjeto na Balkanot, ti je započnale da gi prerabotuvat i skapocenite metali. Češkiot naučnik Lubor Niderle, zboruvajki za nastanak od na zlatarski od zanajetka južnite Sloveni, veli. Od koga Slovenite dopreja na Dunav, na Balkanot i na bregovite na Crno more, znači vo neposredna blizina na grčki i rimski te gradovi. Duri togaš ima možnost da vidat mnogubrojen nakit izraboten vo zlatarski te rabotilnici vo tije gradovi. Nesomneno posaka i tije da imat sličan nakit. Kujundžiskiot zanajet, kako jedan od postarite zanajeti vo Makedonija, ofajk jedna pospecifična granka na umetničko to oblikuvanje v oblastana umetnička to obrabotka na metalot. Kako zanajet so poseben belek, vonego je začuvano bogato to tradicionalno nasljedstvo, čiji koreni dosegat poveke vekovi nazad. Bokojundžiskata dejnost, prvata polovina na 19. vek, ne se razlikuva vo ništo od krajot na 18. vek na celo to naše podračje. Ugledot na Kujundžiskiot zanajet mnogo porasnal po početokot na 20. vek. So svojite umetnički vrednosti bile jedan od najcenetite naši zanajeti vo Minatoto.
Кујунџиите станале важни фактори во општеството. Тоа го потврдуваат не само архивските материјали, туку и народната традиција. Кога бев маличко дете јас, пред 60 години, работав дуќан ке татка, од основно оделение одев тамо. Во Струга тога имаше 13 или 14 дуќани, точно не се сешам. И сите 90% работевме со село. Со село, тоа може Така ти е беше, познато. да, познато. Зашто градот беше сиромашче, никој немаше ни златен ни сребен предмет. А токму и јас, па од друга страна бејќи татко ми беше терзија, Да. поврзан 100% со селото. И тие ваши продукти, Да. ваши тие занатлиски, да кажам, белези кои ги правевте вие, имаше врска со носијата на Да, татко. да. Така ли беше? Точно така. Забудите се сложба со нашата носија и Ето, видиш, видиш како се некако најдовме 20. И до 41 година работевме со селото. Вањо Коджаман си цртачи правеше по градов. Разни занечи, разни фигури црташе. Тоа му беше уметничка занает него. Кујунџиите особено биле ценети за време на турското владење. Тоа му овозможило да создаде и најорганизиран еснавски живот. Ова фиока по старински се викат баш уџаре. И овде си држиме разни предмети. Ево ти, например, имаме камчина бели, камчина разни бојни, пак камчина, овде пак камчина разнобојни, све камчина. После овде имаме разни синџирчина, разни отпадоци. Овде разни привески што се потребни за водуќанот. Па имаме овде пак големи камена. Овде имаме сребро од 0,25 до 1 мм, разни дебелни парче кои ни потребе да иземе. Имаме овде разни ръчки за прстени. Овде пак ръчки за прстени. Па имаме прстени готови. Па имаме овдека пак разни мери се овие. Све нова се кровијат прстени и многу други чуда. Ова е една скривница. Поинтересно уште ова е. Ова е правено со седев овде, све. Може да има 500 години, ова седев од седев си седи. А ова скривница видите каква е. Овде се тргат, натре има друга фиока. Друга скривница. Па овде после се тргат и друга скривница имат овде. Тајанствено некои предмети да скриеш. Старите вака кријале работје. Значи, тоа се служило од некој пат. Јас имав 4 вакви, двете и продав. Можда погрешив, зашто ми треби, пак си држаат ја. Разни чуда. Овие се камена. Овие во Европа се продават. Натре имат диаманче. Денеска кошат околу 25-30 хиляди стари динари. Ова едно. Секој си имат од 1,80 номер надолу до 0,25. Разни дебелиње, на него си ја вучиме жицата. Примитивно ја пречешаваме на хемиски начин, примитивно хемиски начин. И ја правиме после од прд голем, ко прстот дебел, ја правиме до 0,25 како нас ни е потребно. Све така со овие работи се служиме. После овдека имаме разни дрнгули, например ова е лем златен. Вака ќе зе и ќе оклада предметот да се зашвајсуват. Ова е сребрен лем, ова е други сребрен лем. Со овај се леми сребро околу 6 до 900 финојќа. На ова ако клаиш на 1000 финојќа ќе се расипит предметот. Па од овај што е за 1000 финојќа, ако клаиш на 800 ќе се стопит предметот. Зато према потреба све се имат. После имаме други еден лем, се вика долни лем. Старите го употребљавале,
не го употребявам ова, зашто е многу низок, цр, неубав. И ние се служиме со убави лемој сега. Уредувањето на којунџискиот еснав во минатото било речиси на секаде исто во сите наши којунџиски центри. На чело на еснафот стоел ќаја и тој бил врската меѓу еснафот и власта. Негов помошник бил чаушот, а устабашијата го застапувал еснафот во внатрешните стручни работи и го чувал еснавскиот тефтер. Калфа баша бил избиран меѓу постарите калфи. Сите мајстори биле рамноправни членови на својот еснав, меѓутоа угледот на којунџијата многу пораснал низ еснавската организација во почетокот на 19. век. Ова е јаглен истолчен прашина и се фрлят вакова за да немој да се спои земјата со земјата, изолација. И сега, например, овде што сака може да кадапа. Ја ќе кадапа крсти на две. Ево вака. Ако не фарив од прашината, ова ќе се залепеше земја, една со една. Вака сега, изолацијата не му да се залепи. Ова е земја се викат по старински калаплама, се калапи. Ваква земја во Југославија немат. Имат во Турција. Кој ќе се исуши, тоа ќе се покријат вака, ќе се клајат вака во маши овде и од овде ќе се излијат сребро или злато што сакат мајсторот. Воспитувањето на којунџискиот подмладок било тесно врзано со општествената положба на којунџиите. Тие земале ученици кои за изучувањето на занаетот кај нив останувале по 5 до 10 години. Понекогаш рокот на чиракувањето траел и до 15 години со оглед на специфичностите во занаетот кои требало да се совладаат. Извесни занечии тој рок го скратувале, но сепак должината на учењето не смеела да трае помалку од 7 години. Јас од дете од основно оделение сум почнал да одам дуќан ке татка. И до ден денеска кувенџија сум. Дедо ми бил кувенџија, татко ми кувенџија, ке татка ми се го изучил занаетот јас. Сина ми кога го изучив средно техничко оделение, служба не можеше да најд и дојде в дуќан. Тропотрок изучи занаетот и сега не барати да има служба. Секој којунџија морал еден од синовите да го научи на својот занает. Тоа придонесло старите занаети и воопшто традиционалното уметничко обработување на металите да се пренесува од колено на колено. На тој начин се создале цели којунџиски фамилиарни имиња, односно презимиња, и денес не е мал бројот на семејствата што го носат името којунџиски, ковенџиови, ковенџиски, ковенџи. Изработките на нашите којунџи како материјален и естетски одраз на занечиското умење, преку нивните форми, материјали и техника на изработка и украсување,
tesno se povrzani i su uslovite za život na našite Kojundžiji. Zajedno so drugite pojavi od obštestveniju život, kojundžijskite izrabotki služele kako vrska među postarite i novite generacije. Umetničkata obrabotka na metalot, srebroto, zlatoto i bakarot osobeno se sogleduva u izrabotovanjeto na nakitot, koji go sočinuvat izrabotki od kojundžijski od zanajet, od najpoznatite naši zanečijski centri. Od tamu to i kako proizvodna račna zanečijski izrabotka i kako predmet od visoka materijalna vrednost se raznesuval niz cela Makedonija. Nekoj primeroci od kojundžijskiti izrabotki predstavuvat remek delo na kojundžijski od zanajet su začuvani stari formi i elementi. Ove se vike tunturici i gi nosili isključeno na čelo ovde. Ove se ubetki, evo ovaka, razni, su sinžir, se noseni, nekoj sela ovakvi, nekoj ovakvi, pogolevi. Isto i ovde, nekoj sela su ovakvi, a nekoj su pari ovdeka, sve naredeni. To je za nauši isključeno noseno. Ovaj nakit je nosen nagradi. Ovaj nakit je nosen čaprak se vika това, isto nagradi. A drugi sela, Drimkol, na primjer, i ovo je nosio načelo. A Drimkol nosio krstina i to isključeno ovdeka, podgušava. Ova nagradi, čapražina se vike. Ovdje se za napojas kaišo se pašćat i ovdje se zakopče kako pafta ovdje. Kako kopecov na pantolije miješali vam isto. A ovo je djerdan. Djerdani se pravi mnogo sorti. Vakov djerdan, vakov, pa su ovakvi 5, su 8, su 9 vakvi, golem djerdan, sve. To беше да ги носили павтиве. Павтиве, јас, например, не знам да правя, татко правил. Тоа е поуметничка работа него филиграм. Филиграм да взе еден човек за 2 месеца ќе науча филиграм да прави. Ова е тешко, ова е многу уметничко. Не може да ви објаснат, павта сребро се клат на луѓ, то се вика луѓ. Луѓ е правено од восок, керамитка тълчена и шо беше друго, не ми текви. И се стопли ќе се клаи тоа внатре и после со разни справи се чукат на него. Тоа е најуметнички занет што може да види. Али денеска и то се остае веќе. И то не се носи. Овие делимично пак и носят неколку села кои ќе се направат невеста. Обавезно. Радожа, Вевчани, уште некои села кои се направат неста, без овие не може. А ова е носел на плетенка одзади. На плетенката, да виси да буфта тоа. Така е носена. А овие се крстаги. И ден денеска се уште употребљаваат. На Свети Јон, водици што викаме, кога крстот се фрлат, напред овде се фрлал во дримот крстот. А во селата, во една тенџера, вода, се фрлал овај крстов. И тоа е светена работа. А ова кандило, сега синот мој, предметот го залеми на модерен начин. А напред сме работеле на примитивен начин. Со ова кандил сме швајсовале. Ќе ви покажа како се швајсува да види. Овој предметот ќе одам украј, ќе му фрля од овој лемов. Модерно, сака да ви кажа, лот. И ќе зашвајсува. Тогаш сме швајсувале на примитивен начин, е овака. Вака сме швајсувале порано. Jedan od značajnite i najzabeležljivi kojundžijski centri u Makedonija bila Bitola. Grad koji su svojte kojundžijski rabotilnici i proizvodi dominiral ne samo u Makedonija, tuku i na celi od Balkan. Ekonomski silen grad i centarna turskata politička uprava imal možnosti da go neguva kojundžijstvo to što se odlikuva su izvanredno bogatstvo na dekorativni motivi. Vo Bitola, vo 17. i vo 18. vek se izrabotuvale najraznovidni ženski nakiti od zlato i srebro, delovi od maška bojna oprema so likovi na sveci od hristijanskata religija so islamski elementi, koji preku sosednite zanečijski centri dopirale i se zadržuvale vo Bitola.
Во обликувањето на разните сребрени изработки се издвојува Крушево како којунџиски центар, чии мајстори патувајќи по далечниот исток донесуваа стари, но и нови форми, што ги внесуваа во своите изработки. Во текот на 19. век, кај нас продолжува активноста во изработката на којунџиски предмети. Во тој период мощна е голем бројот на којунџиските дуќани, особено во Струга, Охрид, Дебар, Прилеп, Скопје, Крива Паланка, Кратово и други, каде што постоеле цели којунџиски улици. По ослободувањето од турците, којунџиите продолжуваат да изработуваат предмети од сребро и за потребите на црквите и манастирите, кои ги поврзуваа со старите традиции. Вредноста на којунџиите се определувала според начинот на изработката и убавината на нивните предмети. Уметничкото обработување на еден метален предмет барало големо техничко предзнаење. Не било доволно еден мајстор да ја познава само техниката на чукање, леење или филигранот, туку тој задолжително требало да ги владее сите постапки што и претходат на уметничката работа околу еден предмет, пречистување на златото, излекување жици, правење сават, црна паста, емаил и друго. За обработка на благородните метали, потоа за изработка на бронзата и други легури постојат неколку начини. Филигран е латинско-италијански збор кој значи фина мрежеста изработка од тенка златна, сребрена или бакарна жица. Со излекување и усокување на сребрена или златна жица се развила една посебна техника филигран. Кај нас филигранот дошол од Византија и представува наше средновековно наследство. Тоа било најраспространета техника во уметничката обработка на среброто и златото, во која најмногу се изразил индивидуалниот народен дух. Модели немало и секој мајстор мотивите ги комбинирал на памет, а добрите мајстори на филигранот биле и најдобро платени работници. Гранулацијата е во најтесна врска со филигранот и затоа овие две техники најчесто биле и применувани заедно. Орнаментите застапени на разните видови којунџиски изработки во повеќе случаи се представи земени од растителниот свет, стилизирани лисја, розети, лозички, цвеќиња и слично, а во помалку случаи се застапени ликови на животни и луѓе. Начинот на изработка на сребрени и златни предмети, применуван од најстари времења, останува речиси идентичен до наши дни. Што се однесува до вака оформените предмети, во нивната изработка е изразена голема уметност преку која мајсторот го дал максимумот на своите професионално занечиски и креативни можности. Нашите којунџи, како мајстори, создавачи и уметници, се опеани и во народните песни. Деј море Ѓуро трговец, тебе те кажват Башко Венџија. Јас ке ти дадам драми пол сребро, да ми направиш ковен и гердан, да ми направиш и сребрен прстен, што ќе преостанит, да ми го вратиш. Најмасовен производ на македонските којунџи е металниот накид, кој имал широка примена во сите историски периоди и кај сите општествени слоеви кај нас, било како украсен детаљ на облеката, било како знак на хиерархиски општествена положба или како носител на символично одбележување. Наклонноста спрема накидот, која била изразена кај поимотните општествени редови, ги потикнувала којунџиите да ја внесат во неговата изработка целата своја занечиска уметност и создавачка фантазија. Во сите овие изработки, во нивната оформеност и техника, е изразена голема занечиска совесност. Во нив, мајсторите којунџи го дале максимумот на своите занечиски и креативни можности
за да произведат изработки со кои се гордеат. Накитот е тесно поврзан и со условите на животот во кој живеел нашиот народ како негов поседувач. Кај македонскиот накит јасно се уочуваат словенските елементи, како и елементите прифатени од другите народи со кои народот доаѓал во допир. Живејќи на подрачје кое е крстопат меѓу исток и запад, север и југ, нашите којунџи покрај словенските називи внесле ориенталски, европски или некои други називи на отделни форми на накитот, како и за известни негови делови. На целото наше подрачје се зачувале многу стари видови накит, а од друга страна, бидејќи турското господарење траело повеќе векови, имало услови за инфилтрирање на нови ориенталски елементи кои покрај другото се согледуваат и во орнаменталните мотиви како и во разновидните форми. По ослободувањето од турците, во којунџиските изработки почнуваат и други навлегувања. Со збогатувањето на трговците и нашите којунџи посебно внимание му се посветува на женскиот накит кој е неразделно врзан за народната носија. Формите, орнаментиката и техниката на металниот накит не се карактеристични само за нашето подрачје. Целото балканско подрачје во отделни историски периоди им давало можности на мајсторите заради учење или усовршување на својот занает, да ги обиколуваат и другите занаечиски центри, да примаат туѓо и да го прошируваат сопственото искуство. Во почетокот на 20. век, во Македонија започна постепено да опаѓа уметничката обработка на металот и особено на филигранот. Во периодот меѓу двете светски војни, којунџиите ја продолжија својата работа на ист начин. По Втората светска војна, доаѓа до нови промени во македонското којунџиство. Покрај индивидуалните којунџиски дуќани се организираат којунџиски задруги, каде што продолжува традицијата на уметничката обработка на металот. Како ниеден друг занает, којунџиите покажуваат не само желба и упорност во залагањето за опстанок, туку и продолжување на својот занает. За урнек им служат старите предмети и накити, особено оние од 19. век, но не го запоставуваат и вкусот на сегашните генерации. Овие настојувања најдоа најголем одраз во филигранските златарски работилници во Скопје, подоцна и во Крушево, град на познатите крушевски мајстори којунџии, каде што работат најдобрите македонски којунџии, со желба да го продолжат патот на своите прочуени претходници и со својата работа да ја зголемат извонредната којунџиска популарност, истакнувајќи го високиот степен на македонското којунџиство. Занаету древен, на трудот мој величието. Алату што полека ми се смируваш во раката, предмету убав на векот мој личбата, со вашето постоење ја носите и по раката.